Ама не сум газда ја, друг човек е. Каде газд? Дома е недобар со здравје. Јас помагам хумано. Продавам му и му давам пари за да се лечи со тие пари. Коле кој со денови стоеше на Штипскиот пазар и продаваше мед за да му помогне на својот пријател за да оздрави. Денес со солзи во очите зборува за болката што ја доживел. Наместо благодарност, вели дека бил пречекан со навреди, погредни зборови и отурнат од оној за кого несебично собирал средства. Нема човек што не ме почитува, ама многу ме заболе тоа што ми го направи, раскажува наставникот Коле, видно разочаран од односот на својот пријател. Болката, вели, тој не е поради потрошеното време, ниту поради трудот, туку поради чувството дека добрината останала непрепознаена. Полека си напуштам, што можам ја да му ударам вака на карате, се би намирен. Да. Ја кога си легнам, сакам да си спијам, отсвирам си гитара по цел саат. А ја и плакам. Али што да ви кажам, значи не, како ти кажам, неблагодарен. Треба луѓето да бидат благодарни. Нема човек што не ме почитува мене. Ама не е убаво што тоа момче према мене така се понесе. Он ќе ме бара, ќе рече, а он треба да дојде да ми се извини. Значи да рече, ја ти многу ми помага, а сега ја те викам марш од тука. Годините мина, јас сум 82, можам и кола да возам, точек возам, мотор може да возам. Фала му на Бога, верувајте во Бог, он ќе ми помогне и ќе ве штити да поживеете мои години и повеќе од мои. По краток разговор зад камерите, Коле разочаран од односот, вели дека болката не му е поради трудот, туку поради тоа што неговата добрина не била препознаена и ценета. Вели дека човечката слабост оди до степен да те пречекаат на клоци и покрај тоа што им собираш средства за да си купат лек.